Од почетокот на 2018 година струмичките пожарникари скоро 2 пати во денот имале интервенции. 53 пати пожарникарите излегувале на терен од 1 јануари заклучно со денес, а 90% од активностите биле насочени кон гасење запалени оџаци. Командирот на територијалната противпожарна единица од Струмица Мијалче Крстев вели дека од година во година расте процентот на граѓаните кои навреме ги чистат оџаците, но тоа темпо се уште е бавно. Иако имаме релативно топла зима, сепак во ноќните часови и утринските часови се палат печките, посебно оние кои се греат на дрва, и значи бројот на оџаците е во некоја фаза пак зголемен. За таа дисциплина што ја викаме за граѓаните, бројката од година на година процентуално се зголемува, меѓутоа е многу малку. Оџаците треба да се чистат најмалку 2 пати во текот на годината, значи пред грејната сезона и по завршувањето на грејната сезона. Некој пат вонредно може да се чистат и 3 пати, доколку оџакот е несоодветен или почесто собира нус продукти од самото горење. Значи, граѓаните, апелирам, пак, користам приликата да ги искористат топлите денови, имаме топли денови, суви денови, кога можат да ги изчистат оџаците, да не би дошло до несакани последици. И за последните пожари кои ја потресоа Македонија, но и регионот, како и трагедијата на семејството Ристови од Дукатино на кои им изгоре семејната куќа, но за среќа немаше човечки жртви. Крстев вели дека најчесто причина се лошата електрична инсталација или неисчистените оџаци. Најчеста причина за пожарите во зимскиот па и во летниот период на објекти се неисправната електрична инсталација, зимскиот период се неисчистените оџаци. Значи, тие се две основни причини, а тука го зимаме човечкиот фактор кој што би требало да изврши контрола на оџаците или контрола на самата електрична инсталација. Истото важи и за проработувачките капацитети, производните капацитети, значи и кај ни се случуваат такви работи. Тука во последно време, значи немаме некој поголем пожар од такви размери и не дај Боже да би имале, бидејќи тука се работи за огромен број на вработени, посебно во поголемите капацитети, и тоа е главниот фактор за предизвикување на пожари, кога најчесто за некоја белја се случуваат во ноќните часови, кога луѓето спијат и фактички пожарот е веќе во разгорена фаза кога стигнуваме и на крајот остануваат само контурите на објектот. Минатата година струмичките пожарникари имале рекордни 542 интервенции, од кои 426 пожари и 116 технички интервенции.